Добар ден, почитувани гледачи, добре ни дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија во пресред на вториот круг на председателските и парламентарните избори. Денешната емисија ја посветуваме на политика. Наши и ваши гости во студиото на ТВМ се Јована Мојсовска, носител на листата по петата изборна единица од партијата Левица. Овде со нас е Жаклина Лазаревска, кандидат за пратеник од СДСМ, и Лидија Петковска, кандидат за пратеник од ВМРО ДПМНЕ. Добар ви ден, добре ни дојдовте во студиото на ТВМ. Се надевам ќе имаме плодна дебата, но и можност да ја презентирате вашата програма пред нашите гледачи. Нашиот разговор ќе го започнеме. Прво би сакала да слушнам од сите вас една оценка за текот на предизборната кампања. Мојсовска, повелете, имате 2 минути за одговор. Добар ден, ви благодарам за поканата. Во однос на председателската кампања, тоа што ние го најавувавме и беше и очекувано, на некој начин се случи пасокизацијата на СДС која ние ја најавувавме уште пред 5 години. Во однос на нашите резултати, ние за прв пат настапивме со независен кандидат, собравме 10.000 подписи, настапивме со кандидат кој беше најблиску до нашите идеолошки позиции како млада партија, и ова беше едно ново искуство каде што се етаблираме на политичката сцена. Нашиот главен фокус ќе биде сега на парламентарните избори на 8 мај, каде очекуваме и поголема излезеност, очекуваме и реално дуплирање на нашиот резултат и веќе во наредниот парламент сето она што го видовме во изминатиот мандат од страна на нашите двајца пратеници сега ќе биде дуплирано со веќе и очекуваме и пратеничка група. Така. Лазаревска, ваша оценка за... Благодарам на пред се поканата да бидам дел од оваа емисија. Најпрви да ве поздравам вас во студио, да поздравам вашите ценети гледачи. Би сакала да искажам пред се благодарност до сите оние кои што граѓани не гласа. Навистина не беше толку очекуван овој резултат, меѓутоа СДСМ како државотворна партија доживувала и подеми и падови и секогаш застанувала на нозе и верувам дека она што го испратија граѓаните за нас ќе биде една добра поука и верувам дека после изборите добро ќе се организираме и ќе разговараме во однос на сите работи кои што се случува, што се однесува до предизборната кампања. Можам да кажам дека истата таа се одвиваше во најнормални демократски услови. Секој од кандидатите се представија, бидејќи беше првиот круг на председателски. Сметам дека токму на она што работевме сиве овие 7 години, изборите да се спроведуваат коректно, демократски, со високи оценки од наблюдувачите, ние и го постигнавме и покажавме дека како држава ние всушност сме спремни за европските вредности кои што се однесуваат на целокупниот живот, меѓутоа и во однос на начинот на кампањи водење и спроведување на избори. Така, ви благодарам. Петковска, и за вас истото прашање на оценка за кампањата. Добар ден и од мене. Поздрав до гледачите на телевизија Мики и на емисијата Прашалник. Би сакала да им ги честитам великденските празници и да ви се заблагодарам за поканата. Во однос на изборната кампања, можам слободно да кажам дека сме задоволни од тоа како ги пренесовме пораките до граѓаните. Задоволни сме од фактот што сме обединети заедно со народот околу идејата дека се неопходни промени. ВМРО ДПМНЕ со години наназад имаше голем број јавни дебати и трибини во голем дел од градовите низ Република Македонија, каде што ги детектиравме слабостите и ги промовиравме мерките и проектите кои што станаа дел од предизборната кампања за парламентарните избори. Сметам дека креиравме квалитетна изборна програма и за волја на вистината ВМРО ДПМНЕ важи за партија која секогаш стои до она што го ветила и тоа се покажало низ годините наназад. Поаѓајќи од фактот, односно од прашањето како ја оценуваме изборната кампања, јас би тргнала од изборните слогани на политичките партии, како појдовна основа за креирањето и за тоа колку е демократска и фер изборната кампања.
поаѓајќи од фактот дека никогаш не било полошо, дека државата веќе не ја чувствуваме како своја, бидејќи сме сведоци на нефункционални институции, на институции во кои што властите се однесува како да се нивна лична собственост, па ги користеа за прослави на родендени, за свирење гитари, мандолини, не знам што друго, па дури и за играње фудбал, на уцени со кои што се соочувавме со непристојни предлози во кои имавме неуспешни обиди за среќа за да направиме надчовечки отстапки и недостоинствени отстапки за да се одречеме од сето она што значи Македонија и македонско. Уништена економија, здравство, образование, судство и така натаму, нашиот изборен слоган се искристализира во слоганот Македонија повторно горда и Македонија повторно твоја. Од тука можам да кажам слободно дека Македонија ќе биде горда само ако завладее правото, ако се искорени криминалот и корупцијата, ако профункционираат институциите, и Македонија ќе биде повторно горда само ако законите важат подеднакво за сите и одговорноста е за сите. Благодарам. Јас би реплицирала и на колешката од Левица, меѓутоа и на колешката Лидија. Најпрви зборувате за тоа дека вие сте среќни што и се случило на СДСМ. На СДСМ и се случувале и падови и подеме, меѓутоа на Левица, дали знаете што и се случи во Охрид? И се намалија бројот на гласови. Тоа нели на вас ви алармира дека граѓаните не ја чувствуваат воопшто Левица за своја партија која што ќе ги води напред. Граѓаните сакаат државата да оди напред, да нема блокади, да нема пред се ја сакаат европската иднина, а со вашите изјавите на кандидатката за председателка само ги оттрнавте граѓаните од она за што тие мечтаат. Што се однесува до колешката Лидија, во однос на тоа дали биле институциите заробени или не, да, гледаме од кога дојде техничкиот министер за внатрешни работи, имаме една таква интенција, МВР да се врати во МВР. И навистина се слагам со вас дека да, има злоупотреба на одредени институции, ама тоа е од техничките министри. Што се однесува до тоа за зачувување на македонскиот јазик, македонскиот идентитет, вие навистина немојте да го залажувате народот. Македонскиот идентитет е чувство кое што никој не може да ти го земе, а тоа чувство може да биде девалвирано ако македонците се декларираат како бугари, земаат бугарски пасоши, а ако македонците се чувствуваат како македонци, секако изговорат македонски јазик, а веќе и во Европската унија тоа е дел, македонскиот јазик се преведува, значи дека немаме никакво уништување и девалвирање на македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Се извинувам. Имате право на една контрареплика и тоа во трајање од една минута. Повелете, Јована. Да, во однос на репликата на пратеничката, прво на овие резултати не можеме да ги споредуваме, се споредуваат резултати од исти избори. Левица прв настапува со независен кандидат. Нашиот резултат исти како и за парламентарните избори, ќе се дуплира на парламентарните избори. А во однос на тоа дека настана пасокизацијата, очевидно е зашто настана пасокизацијата, затоа што СДС дојде на власт токму со тоа дека Дуи ќе оди во опозиција. Тоа беа паролите и на шарената револуција, нема правда, нема мир. За возврат ние видовме не само тие што го вратија Дуи, туку тие го устоличија Дуи, да СДС веќе стана и помал коалиционен партнер внатре во владата, да еден Артан Груби е премиер во сенка. Јас ќе потсетнам дека од нивното нема правда, нема мир, ние единствено добивме амнестија на сите кривични дела, со што дури на Рами Смерко, кој веќе е во четврти мандат, со директна поддршка на СДСМ, каде Заев се сликаше со него и бараше поддршка од Стружани, да сега него пред еден месец му застареа дури 15 кривични пријави. СДСМ не дојде советувањата дека ќе го промени името, не дојде советувањата дека ќе го избрише јасно од уставот, не дојде советувањата дека ќе ги внесе бугарите во уставот и токму ради тоа се случи вашата минута. Јована, повелите Петковска со вашата контрареплика. Благодарам. Мојата прва реплика ќе искористам до колешката Лазареска. Жалам што ги обвинивте, што туку македонските граѓани кои во потрага по
подобар живот, и подобро среден систем извадиле бугарски пасоши и токму тука лежи главниот проблем кај вашата партија, што воопшто не ги слушате граѓаните. Јас ќе ве подсетам дека во 2021 година имавме локални избори на кои што ВМРО-ДПМН освои 45 градоначалници, односно 45 општини, и тогаш вие кажавте дека сте ја слушнале пораката од народот. Дали сте ја слушнале? Дефинитивно не. И сега замислете, велите дека во периодот она што не го послушавте и што не се поправивте во изминатите 3 години, ќе сте го поправиле во периодот помеѓу првиот и вториот круг, што е крајно апсурдно. Во поглед на политичката партија Левица немам што да додадам, освен тоа што слоганот им е Левица во собрание, а Левица сведоци сме дека беше секаде освен во собрание, односно борбата се води во собрание колешки, а не на Facebook и социјалните мрежи. Добро. Контрареплика ми имаше репликата, а мене. Сега и вие Ми реплицираш, така? Да. Значи вака беше. Вие реплициравте неа, таа имаше право на една контралеплика. Да не продолжуваме со контралеплики, дали може, за да само по една контралеплика рековме. Сега ќе биде ова веќе втора и ќе се расплениме на истата тема. Ако може да си дадеме простор да си ја презентирате секој својата програма. Значи, во овој дел од емисијата ќе одиме со презентирање на програмата. Би сакала да прашам Повели Мојсовска, што предвидува Левица во поглед на подобрување на животниот стандард на граѓаните и намалување на сиромаштијата, која што се смета за еден од клучните барања и проблеми на граѓаните. Повелите. Тоа е баш ќе презентирам затоа што пратеничката рече дека пратеницата на Левица не била во парламентот, па јас само ќе презентирам дел од сите наши законски решенија кои со само 2 пратеници ги имаме поднесено. Значи, Левица беше единствена партија која поднесе закон за ограничување на договорите на дело од сегашните 2 години на 6 месеци, кој за жал не беше изгласан. Очигледни се причините зошто не е изгласан, затоа што и на двете партии им одговараат да ги држат работниците во неизвестност и да може да ги уценуваат за гласови. Понатака Левица поднесе закон за укинување на апанажата и за намалување на патните трошоци, затоа што сметаме дека не може функционерите да имаат привилегии кои работниците ги немаат. И тој закон не беше изгласан. Потоа Левица поднесе закон за обезбедување така наречена апанажа за работниците, односно ако имаат функционерите апанажа, треба да имаат и работниците апанажа, а ние моментално сме во една таква дискриминација да за еден работник да го добие износот на апанажа што го добива еден пратеник, му треба 24 години работен стаж. Значи, како антиестаблишментска партија, токму тие се нашите заложби, конечно да ги добијат правата работниците кои ги уживаат и така високо привилегираните функционери. Дополнително, Левица имаше поднесено и антилихварски закон, кој се однесува во однос на ограничување на каматите и провизиите на банките, затоа што се докажа дека моментално банките се најпрофитабилни, дури за време на кризата нивниот профит растеше и за над 60%, додека нели целиот товар на кризата падна врз гребот на граѓаните. Тој закон не знам искрено и дали воопшто дојде на дневен ред, затоа што беше блокиран токму од Комисијата за буџет и финансирање, каде што колега на пратеничката од ВМРО-ДПМН не го ставаше на дневен ред, очигледно затоа што и двете партии се силно поврзани со банкарското лоби. Левица поднесе закон и за намалување на патарините, затоа што е недозволиво да се плаќаат најскапи патарини во регионот, додека граѓаните возат по најлоши автопати. Ви благодарам. Ви благодариме. Истече и вашето време. Повелите. Благодарам. Околу одговорот на прашање. Значи, во однос на нашата програма, сакам да кажам дека е истата континуитет на оние програми кои што ги имавме пред се во 2016-2020 година на изборите, бидејќи можеме да се пофалиме дека со дел од економските програми, навистина, она што го ветивме и го испочитувавме. Значи, продолжуваме со залагање за европски плат и животен стандард. Во наредните 4 години просечната плата ќе достигне 1100 евра, а минималната плата 600 евра, а за да го постигнеме ова нема да го оптовариме бизнисот. Во нашата програма велиме 0% данок за личен доход на минимална плата. Ова ќе донесе достоинствен стандард на граѓаните и поголема куповна моќ.
за споредба во 2016 година, за да може да се нели едно 4-члено семејство прехрани, да може да живее, им беа потребни 4 минимални плати. Сега со сите овие поскапувања и со сите овие нели промени што настанаа, меѓутоа заради подобрување на нели на минималната плата и просечната плата на граѓаните, потребни се 2,5 минимални плати за да може една потрошувачка синдикална кошница да се нели исполни. Исто така, знаеме дека добро платени работници се задоволни и попродуктивни и нормално дека тие истите не треба да работат како робови. Во тир зоните веќе покажавме дека може работникот да работи за поголема плата и од просечната. Таму во просек се зголемени платите за 10.000 денари. Достоинствен живот за пензионерите. Со усогласувањето, минималната пензија во новата програма е да достигне 20.000 денари, а просечната 30.000 денари. Оваа година предлагаме за пензионерите да имаме и 6.000 новогодишен бонус за сите пензионери, меѓутоа за оние со гарантираме, значи за оние со помали пензии, ние сакаме да воведеме и за тие пензионери и дополнителни ваучери, пензиски износ од 3.000 до 6.000 денари. Ви благодарам на одговорот. Петковска, што вие предвидувате? Многу работа и многу проекти посветени на развојот на Македонија и обезбедување квалитетен живот за сите граѓани. Всушност со програмата, со платформата 1198 во која што се содржани 1198 проекти, решаваме огромен број на проблеми кај граѓаните, затоа што за нас луѓето се секогаш на прво место. Програмата платформа 1198 се потпира на 5 клучни столбови, во кои првиот е всушност активна и постојана борба за квалитетен животен стандард, бидејќи она што им е најпотребно на луѓето е пристоен живот. Предвидуваме пред се предвидливо бизнис опкружување, предвидливо деловно опкружување, она што не беше случај во изминативе 6,5 години, оданочување на фирмите со ниски даночни стапки, обезбедување поволни финансиски средства за инвестиции во производните капацитети, задржување на работниците во земјата и подобрување на квалитетот на нивните знаења и вештини, борба против сивата економија, подобрување на транспортната и енергетската инфраструктура и голем број други проекти кои што се фокусирани на подобрување на животниот стандард. Исто така за пензионерите обезбедуваме 5.000 денари повисока пензија за секој пензионер, обезбедувајќи линеарен модел на покачување на пензиите. Карта за олеснет поврат на ДДВ, помош за микро, мали и средни предпријатија и голем број други проекти кои што ќе го подобрат животниот стандард. Така, ви благодариме. Дали имате реплика? Имам до двете. Ајде, повелете. Најпрви до престаничката на левица. Спомна се, ама во популистички стил нивни, за тоа што ќе направат во она што се случува во парламентот и за пратениците. Не спомна што предлагаат за работниците, кои права ќе ги подобрат на работниците, колкава плата предвидуваат, минимална, просечна, раст, економија и така натаму. И воопшто не кажа кои се нивните основни програмски цели во однос на подигање на стандардот на граѓаните. Во однос на репликата кон колешката Лидија, пристоен живот видовме што значи во 11 годишното владење на ВМРО. Вие не сте ништо поинаки, затоа што истата структура која што беше позади Груевски сега и позади Мицковски. Видовме што значи малтретирање на работници, на стечајци, на пензионери. Видовме што значи различни аршини за различни струки. Например, минималната плата за овие кои што работат, а претежно се тамо жени, во текстилна, чевларска, беше помала него кај другите. Значи, видовме дека вие повеќе се грижите за жалните врби и за спомениците од колку за живите луѓе. Ви истече времето. Контра реплика имате право по една минута и завршуваме на оваа тема. Ајде, повели прво Јована. Во однос на програмата ќе имаме прилика нели дополнително да презентираме, ова беше само кратка рееволација. Подобро ќе беше да одговори пратеничката зошто не гласаше
за обезбедување на работничките права, за намалување на време трајањето на договорите за дело, или пак зошто не гласаше за законот за обезбедување на стечајците, или пак зошто не гласаше за гарантиран откуп на земјоделските производи во услови кога ние бележиме рапиден пад на производството на храна. И јас сакав само кратко да прашам, еве Левица во изминатиот мандат покажа дека можат пратениците да имаат нула патни трошоци, дека можат да не користат привилегии, ниту да користат стан од државата. Тоа ние ќе го направиме и во следниот собраниски состав. Нашите пратеници повторно ќе останат на нула патни трошоци. Па би сакала да слушнам дали и тие ќе се поистоветат со работниците и тие нема да наплаќаат патни трошоци од државата. Повелите, Лидија, и вашето право за контрареплика. Благодарам. Прво ќе искористам репликата кон колешката Лазареска. Жалам што морам ова да ви го кажам, меѓутоа од вас лично видовме што значи укинување на паралелки во образование и од вас лично видовме што значи бркање од работа на бремени жени кои што само заради спротивставени политички мислења. Велите, она што сте го ветиле, сте го исполниле. Јас само да ве потсетам дека во изминативе 4 години јас како пратеничка на ВМРО-ДПМН континуирано на сите расправи за буџетот поднесувам амандмани кои што вие ги имате ветено со програмата План за живот во Охрид и истите вие ги одбивате овие амандмани, односно гласате против тие амандмани. Во однос на мојата соговорничка од Левица, ќе кажам само едно, многу лесно се проверува активноста на пратениците на моите колеги од Левица, граѓаните се мудри и токму затоа имате онолку гласови колку што имате, немате ни 2000 гласови, околу 1550 имате, заради тоа што активноста се гледа во собрание по бројот на поднесени амандмани, бројот на поставени пратенички прашања и бројот на амандмани на буџетот во кој што Левица не учествува, за жал. Сега вашето право да контрареплика, Жаклина, и продолжуваме на нова тема. Повелете. Повторно не слушнав јас што предвидуваат за работниците. Да, Социјалдемократскиот сојуз беше партија која што во првиот мандат мој од 30% ги намали на 20% во однос на патните трошоци, значи 1/3 помалку на пратениците, а верувале или не, пред публика пратениците, кога веќе толку алудираме на пратениците, од Левица ги користат истите услуги што ги користат и сите други пратеници. Само се однесува многу неодговорно, кршејќи пред сите граѓани инвентар, немојте да барем да манипулирате за факти кои може да се најдат во јавност. 9.000 може да вас вие тешка тема патни трошоци, имате еден стан наплатено. Кршевте, не е тешка тема, меѓутоа различно е да си пратеник од Охрид и различно е да си пратеник од Скопје и различно е да имаш возачка дозвола и да немаш возачка дозвола. И учтиве пратеник и различно да земате 2000 евра плата. Така, ајде да преминеме сега на иселувањето. За жал, една горлива тема со која што се соочуваме децении назад. Што вашата партија предвидува за намалување на иселувањето и губење на младиот едуциран кадар, кој што сме сведоци дека едноставно ни заминува? Повели Јована. Да, првично баш затоа што ние начелно сме партија кој доаѓаме од помладата популација. Левица пред све предвидува бесплатно здравство за сите. Затоа што во моментов ние имаме повеќе студенти во Словенија него што имаме во Македонија, затоа што нашите студенти добиваат подобро образование во Словенија. Ние додека говориме за европски вредности, ние одвојуваме помалку 1% од буџетот за образование и тоа е нашата цел да се зајакни првично образованието. Понатака Левица и предвидува дефинирање на објективни критериуми за вработување во јавниот сектор, затоа што тоа е најголемиот проблем на младите поради кои се иселуваат, затоа што кога гледаат како млади со 10 просек не може да добијат работно место, додека со 6 просек затоа што се партиски послушници ги зема нивните работни места. Дополнително Левица предвидува и субвенционирани станови за млади брачни парови, затоа што сметаме дека екзистенцијалното прашање и правото на добување е она што клучно за секој млад да може да ја гради тука е нината. Дополнително ние предвидуваме и за млади земјоделки, за жени земјоделки, како и за жени занаетчии, бескаматни кредити во насока на развивање на тие
микробизнеси кои видовме дека во изминатиот период го поднесоа целиот товар на кризата, додека големите корпорации не беа чепнати и за разлика од социјалдемократите кои никако не се дрзнаат да ги оданочат олигархијата, ние предвидуваме конечно редистрибуција од богатите кон сиромашните, односно ние се залагаме за прогресивен данок, тоа што требаше да го воведат СДС, ама најверојатно ради Анџушев лобито никогаш не го воведоа, предвидуваме данок на луксус за најбогатите во државата и сите тие средства да бидат редистрибуирани кон градење на поквалитетно здравство и градење на поквалитетно образование. Ви благодарам. Лазаровски исто благодарам. Очигледно дека иселувањето не е само поврзано со економијата и стандардот, туку младите претежно сакаат општество во кој што инклузивно офери и праведно општество, во кој најважни се достоинството, почита и еднаквоста. И она во што веруваме ние е дека треба да се работи токму на тие полиња и мислам дека треба пред се да малку повеќе реформи се направат во правосудниот систем и од тука да повлечеме и поправено општество во однос на правдата, во однос на спречување на корупција, криминал и другите лоши дејанија. Исто така зборуваме за образование, морам да ви кажам дека во образованието доста се вложи во изминатиот период. Јас можам само да кажам со цифри, во охридското образование од централниот буџет се издвоени повеќе од 6,5 милиони евра во однос на подобрување на условите, секако дека треба и повеќе. Во однос на младите, за да се почувствуваат дека државата се грижи за нив. Ние воведовме младински гаранција за млади, во кој што за секој до 23 години кој што е вработен во стопанство да издвојуваме 3000 денари, ќе го покачиме на 5000 денари и велиме на сите млади кои што за прв пат се вработуваат до 26 години, ќе им даваме по 200 евра месечно дополнително субвенција од државата за да може да почувствуваат покрај платата дека и државата за нив се грижи, така да и стандардот на младите да биде подобар. Меѓутоа реков, клучни се да се работи пред се на сузбивање на овие девијантни појави во кои што мора да признаеме дека потврдивме и сите потврдивме заедно како општество. Ви благодарам. Петковска, повелите со одговорот. За жал, факт е дека младите ја напуштаат Република Македонија во потрага по веќе и не само по подобри финансии, туку и заради несреденоста на системот и нефункционалноста на институциите. Она што како политичка партија го предвидуваме се 250 милиони евра за општините. Тоа се милиони кои што ќе значат реализација на голем број проекти, кои што пак значат подобрување на животот во локалните заедници, односно во општините. Во програмата предвидуваме финансиска поддршка за мајките, дом за млади, односно повторно воспоставување и подобрување на мерката која што значеше купи куќа за млади, секој дете во градинка, 70.000 ново вработени млади луѓе, затоа што приоритет на новата влада ќе биде да обезбеди сигурни и добро платени работни места за младите. Исто така во програмата имаме обезбедено поддршка за жени предприемачи, за земјоделки, ослободување од данок на личен доход за ново вработени млади лица до 29 години, вештини за професиите на иднината и голем број на проекти кои што ќе значат пред се подобрување на условите за живот со цел да се вратат младите во Република Македонија. Свесни сме дека нема да биде брз процес, меѓутоа доколку успееме, а сигурно сум дека ќе успееме да ги подобриме условите, младите ќе ги догледаме повторно во Македонија. Така. Ајде малку околу здравството. Уште една, да кажеме, болна тема, каде што имаме најголем недостиг на кадар, често пати проблеми со набавка на опрема, набавка на лекарства и така натака. Повелите, Јована, што вашата партија предвидува? Особено здравството е болна тема за Охрид. Само ќе се надоврзам, не се сложувам јас дека сите сме потврлиле. Ние не преземаме никаква одговорност за погубните политики изминативе 30 години. Она што е погубно на кој левица претходно алармираше состојбата со болницата во Охрид, односно и самиот стручен кадар таму алармира дека работи со 2 и 3 педијатри, нема ноќна смена. Значи тоа за град кој е туристички центар,
Тоа е едноставно недозволиво, додека и другите оделенија одвај кугурат со кадар, и тоа не е резултат само на последниве 3-4 години, тоа е резултат на изминатите 15 години, кога лекарската фила алармираше дека треба да се инвестира во специјализанти, но тогаш немаше слух ни од едната ни од другата партија. Од тој аспект левица пред све предвидува, значи, решавање конечно на статусот со приватните специјализанти, тоа доаѓа во однос на платени дежурства. Дегутантно е ние сега да говориме за некакви европски преговори кога кај на специјализантите земаат од 26.000 денари плата, кои немаат статус ниту на вработени, работат со договори на дело, и затоа токму левица како претходно што кажа дека мора да се подигне буџетот за инвестиции во јавното здравство, затоа што ние гледаме како системски се уништуваше јавното здравство на сметка на приватното здравство, кои често гледаме дека се поврзани со едната или со другата партија. Благодариме. Лазареска, прво одговор, а потоа ќе одиме ако сакате реплики, контрареплики. Да, одговор. Повелите одговор. Во однос на здравството морам да кажам дека навистина има подобрување и на условите и екипираноста на здравствените установи. Посебно ми е навистина чудно тоа што, бидејќи можеби не ги знае приликите, меѓутоа за да се специјализира и да се добие еден специјалист, педијатар, треба навистина повеќе години и 10 години, што значи дека претходно не се давале специјализации соодветни, да, во однос на тоа зошто немаме ние специјализанти. Меѓутоа морам да кажам дека во овој период, барем во Охрид, има повеќе, барем за последниве 2 години, повеќе од 20 специјализации дадени. Што се однесува до здравството, предвидуваме укинување на партиципацијата 20% за јавните здравствени услуги, обезбедувајќи финансиски ограничувања никогаш да не постојат помеѓу граѓаните и нивното право на здравство. Ке понудиме европски плати, ние почнавме да работиме во однос на европските плати на здравствените работници, што значи дека ќе одиме со тоа што во терцијалното здравство специјалистите да земаат 180.000 денари основна плата, во секундарното 140.000 денари, општите лекари 120.000 денари. Медицинските сестри со висока школа 90.000 денари, оние со средна 6.000 денари. Ние континуирано им ги зголемувавме платите на здравствените работници. Повеќе од 50% се зголемени во здравството платите, меѓутоа се зголемени повеќе од 100% и ноќните смени, што значи нашите лекари веќе и земаат малку повисоки плати многу повисоки плати отколку што земаа пред 7 години. Исто така во Охрид морам да кажам дека значајно е тоа што со медицинскиот факултет во кој што бев потписник јас во Битола, што ќе се отвара во Охрид, веќе 2 здравствени установи преминуваат во клинички здравствени установи. Тоа се кардиолошко и костозглобна, што ќе значи уште поголем импакт за развој на нашето здравство, кое што јас одговорно ви тврдам дека во Охрид имаме навистина добри здравствени институции. Така, ви благодарам. Петковска, повелите вие со одговорот. Во поглед на подобрување на здравството, особено за недостигот на кадар, предвидуваме 500 плюс 500 вработување на здравствен кадар, односно предвидуваме 500 нови вработувања за решавање на проблемот со работниот однос на здравствените работници, како и 500 нови вработувања на медицински кадри во дефицитарните области. Транспарентност и намалување на листите на чекање, она што ги тишти македонските граѓани, целосно опремување на итната медицинска помош со најмалку 100 нови возила, ограничување на маржите, достапни квалитетни лекови, потрошен материјал, медицинска опрема и суплементи. Кога станува збор за Охрид, предвидуваме регионалната болница во Охрид, реорганизирање на кардиолошкиот центар Свети Стефан со специјалната болница Свети Еразмо во Охрид. Завршуваме со изградба и опремување на општата болница во Кичево и објектот на психијатриската болница во Демирхисар. Исто така сигурна сум дека ќе обезбедиме враќање на достоинството на здравствените работници со достоинствени плати, бидејќи колку и да кажува колешката Лазареска што све е направено во здравството, сведоци сме дека болните се лекуваат за жал со вода и факт е дека здравството ни е урнисано, а за тоа единствен виновник е оваа власт. Јас би реплицирала, да, во однос на тоа дека се лекувале со вода, ние бевме на надзорна расправа во однос на случајот со онкологија. Синот, кој што е од Штип на пациентката, за кој што кажуваше дека и се давал при крајот на незиниот живот физиолошки раствор,
кажа дека тоа се случило во приватна болница. И ова ви го одговорно тврдам дека во онкологија тоа не се случило. Значи, инсинуација е дека некој лекувал некого со физиолошки раствор и во државните болници. Што се однесува, колешке Лидија, до државните болници, знаете, во ваше време ги урнисавте. Ги доведовте до, навистина, до подолу од минимални услови за работа, меѓутоа и плати. Вие во ваше време повеќе дававте на овие приватните здравствени установи и ги потенциравте пред се неквалитетните лекови кои што со паралелниот увоз ги добиваа граѓаните. Сега не се чекаат редови затоа што немаме квоти, пензионерите секогаш може терапијата да си ја земат, сите може да си ја земат, значи едноставно немате право да зборувате за здравствен систем. Толку, вашето време истече, повели Јована. Да, јас само би направил пак кратка реплика веле кон двете, затоа што сакам да го отсликам владењето на двете партии изминативе 30 години, така да ние имаме еден феномен да Кичевската болница се гради од 85-та, јас искрено не сум ни била ни родена тогаш. Тоа многу кажува, сега слушаме секакви ветувања, но на терен реалноста е друга. Така да тоа е една пародија каде што буквално ние доживеавме да ова болница се градеше кога татко беше министер на Венко Филипче, кој гледаме сега дека е носител и беше министер во владата на СДСМ, па неверојатно ова Кичевска болница за да се заврши, че чекаме синот на Венко Филипче да дојде за министер, па тогаш да се заврши. Кратка реплика. Контрареплика, ајде, повели. Ќе бидам многу кратка со репликите. Колешка Лазареска, не сакам да навлегувам во случајот онкологија, бидејќи е премногу болен за граѓаните. Факт е дека разврска нема. Како било, граѓаните знаат и затоа ви исчезнаа гласовите во првиот круг на изборите и во местото од каде што доаѓате и во местото каде што сте израснале заедно немате 100 гласа, а во однос на левица, што ќе направи левица е многу лесно да се даваат ветувања кога си свесен дека нема да имаш потреба да ги испорачуваш. Сакате Да, сакам секако. Почитувана колешке, во 2017 година, кога изгубивте катастрофално на локалните, едноставно тогаш граѓаните ви кажаа не за онај Кобен 27 април. Вие истите сакате да ги амнестирате и вие сте луѓе кои што никогаш не се извинувавте барем на колегите во парламентот за она што го доживеавме внатре. Што се однесува до гласачкото тело. Гласовите не ги носиме ни јас ни вие во джеп. Граѓаните се слободни и демократски одлучуваат и знаеме дека во одреден момент може тие да не нели и опоменат и наградат, меѓутоа и да не казнат. Во моето избирачко место, ако зборувате дале, единствено сега, прв пат, таму сум израсната, прв пат имаме изгубено после, како да ви речам, 30 години самостојност, таму само победувавме. И освоивте цели 35 гласа. Не е Значи, точно. не Не е точно. За контрареплики. Ајде да преминеме на животна средина. Охридскиот регион, нема да кажеме Охрид, бидејќи целиот Охридски регион, Охридското езеро, заштитата под УНЕСКО. Какви мерки има Мојсовска во вашата програма за заштита и унапредување и зачувување на животната средина? Повелите. Пошто е кратко времето, би се осврнала на две болни точки. Првото е депонијата Буково, која се наоѓа во заштитен регион, за кој дури и препораките на УНЕСКО тврдат дека треба да биде затворена до 2020. Ние не најдовме механизам 30 години да изградиме ниту една регионална депонија. Последните информации јас кои успеав да ги најдаме дека Министерството за животна средина аплицирало за заем уште во 2021 година за изградба на регионален систем на отпад, од тоа ништо нема и она што е болна точка на пајани Охриѓани на Стружани нели во однос на Охридското крајбрежје е узурпацијата од страна на локални мокници. Значи, ние сме сведоци како ниту една власт не најде начин да го реши проблемот со дивоградбите. Дури јас би кажала дека она што беше клучно во однос на препораките на УНЕСКО е дека мора да се донесе урбанистички план за крајбрежјето.
затоа што без тој урбанистички план не може да се заштити, ниту Охридското езеро, Охридскиот регион е под закана да го изгуби статусот на УНЕСКО. За жал, тој урбанистички план требаше да го донесе Министерството за транспорт и врски. Без тој урбанистички план не сме ни да се издаваат под концесии плажите. Тој урбанистички план не се донесе, транспорт за врски пренесе на локалната власт. Ние видовме како повторно никна концесии, иако знаете дека и дел од концесиите беа истечени. Дури ние во нашата програма предвидуваме и ослободување на јавните плажи од приватните концесионери. Тоа би било во некој сооднос од 60 до 40%, односно не може целата плажа да биде запоседната од нечии приватни интереси, затоа што и жителите кои живеат тука имаат подеднакво право да не плаќаат никакви давачки кон нормално за користење на природните ресурси. Ви благодарам. Повелете Лазаревска. Грижата за животната средина секако дека треба да биде пред се и над се, бидејќи сите го дишиме истиот воздух, сите живееме во средината, сите знаеме што имаме наследено од нашите родители, дедовци, баби, а што треба да му пренесиме на младите. Во тој однос можеме да се пофалиме во однос на грижата пред се за УНЕСКО. Покажавме дека од 2013 година, ако веќе се висеше дека градот Охрид ќе биде ставен на црната листа и бевме опоменувани, дека пред една година всушност се случи дека тоа што беше како предвидување не се оствари, дури ние одиме и на тоа да ги реализираме и одредени заклучоци кои што ги имавме на една надзорна расправа уште во претходниот мандат. Што се однесува до регионалните депони, знаете дека постојат локации, меѓутоа имаше несреќа што за една локација навистина беше од претходното лошо лоцирана и сметаме дека треба. Пари има од европските фондови и од Светска банка, меѓутоа ние треба тоа да се направи, да се договориме дека таму ќе бидат тие регионални депони. Многу е важно да имаме чиста енергија. Чистата енергија значи користење на обновливи енергетски капацитети, што за тоа сме лидери во регионот. Ако сега во овие 7 години ние имаме последниве 2 години 600 мегавати од обновлива енергија, сме направиле голема промена во начинот на користење на енергијата. Во времето од ВМРО во 11 години само 16 мегавати од обновливи имало. Многу е важно како ќе ги користиме ресурсите од природата и за природата и ќе се грижиме таа да остане онака како што треба да остане. Здрав, чист воздух, здрава средина, посебно за Охрид ќе нагласам, справување со дивоградбите и она што исто ќе се придружам, треба многу закони да се донесат и сите заедно да партиципираме во тоа. Ви истече времето. Вашите 2 минути, повелете Петковска. Кога станува збор за животната средина, пред се борбата за животна средина ја гледам како организирање на редовни, широки јавни дебати со сите засегнати страни и вклучување на УНЕСКО експертите, а не како досега носење на адхок закони. Во програмата Платформа 1198 предвидуваме поддршка на 150.000 домакинства за зелена транзиција, предвидуваме 500.000 неалергени садници, преземање активности за чистење на езерското дно на Охридското, Преспанското и Дојранското езеро, како и темелна анализа на затекнатата состојба со езерата, како и останатите вештачки езера, водејќи се од системски пристап, како што кажав, ќе изработиме акцијски план за водите и водните ресурси на територијата на целата држава со цел да поставиме модели за водостој на езерата и управување со водните ресурси. Со соодветна опрема секако ќе се превземаат активности за редовно чистење на езерското дно, како и за проширување, прочистување и одржување на пристаништата и пристапните мостови и секако дека предвидуваме реконструкција, санација и доизградба на пристаништата во Охридското езеро, секако во координација со локалната самоуправа, еколошките здруженија и УНЕСКО. Имате реплика? Нема проблем. Почитувана колешке, полна ви е устата со Охридското езеро, а во 11 годишното владење ништо не сторивте за колекторскиот систем кој што беше најголемиот загадувач на Охридското езеро. Колекторскиот систем не само што беше руиниран и девастиран и нефункционален, истиот тој
повлече и многу големи кредитни нели обврски, меѓутоа и камати, и ја блокира повеќе сметката на општина Охрид. Што направивте вие за да тоа се надмине? Ништо. Кога дојдовме ние, моje прво прашање беше преземањето на колекторскиот систем заради заштита на Охридското езеро и навистина премина колекторски систем нели во државна сопственост. Се финансираат сите долгови на општините Охрид и Струга во однос на нели кредитот кон германската банка, меѓутоа и кон Евана, и на тој начин дојдовме до одблокирање покрај оние 51% во 2018 кога државата од долгот на Охрид ги превзеде, Охридската општина да биде сега одблокирана. Тоа ми е мило, посебно мило. Меѓутоа ништо не направивте за Охридската. Дали сакате контрареплика Петковска? Сосема кратко ќе поставам како контрареплика едно многу кратко прашање. Дали колешката Лазаревска се сеќава дека цели 6, а може би и 7 пати имам побарано амандмански прочистителна станица во Трпејца. Колекторскиот систем велите во државна сопственост, но јас ќе ве прашам дали можете да го прочитате износот на сметката за струја која што ја направи директорот поставен од ваша страна. Толку е вашата грижа за Охридското езеро. Јовна, сакате само вие? кратка реплика, тоа ќе биде прашање кон пратеничката Лидија од ВМРО ДПМН, затоа што нели локалната власт тука е од нивни градоначалник. Дали е запознаена дека неколку месеци на плажата Канео се врши узурпација, односно се поставува и ЗИЦ, беше поднесена иницијатива за инспекцијски надзор каде што се констатира дека се врши узурпација на земјиште од страна на непознат сторител. Тоа е единствениот одговор кој го добивме од иницијативата за инспекцијски надзор и дали градоначалникот ќе преземе нешто за да се лоцира овој непознат сторител или ова година ќе гледаме како никнуваат плажи на диво. Не сум запознаена со прашањето. Ако имало надзор, сигурно дека градоначалникот ќе превземе мерки за следување на состојбата. Мислам дека ги опфативме оние клучни теми кои што беа важни за да се презентира програмата. Сега би сакала, привршуваме со емисијата, имаме да ве прашам, би сакала какви се очекувањата за 8 мај? Повелете Јована. Какви се очекувањата за престојните избори? Па, во однос на 8 мај, како што кажав, јас и претходно апсолутно секако дека ќе има поголема излезност, затоа што тоа ќе се решава, нели, и пратеничкиот и председателскиот кандидат. Наискрено, јас конечно очекувам после 20 години дуи да оди во опозиција, затоа што ние гледаме како и тука во Охрид е узурпиран од еден локален шериф кој за жал и минатата власт и сегашната власт не најде да се справи со него, така да овие избори, тоа што го видовме веќе на председателските, очекувам дека конечно ќе има едно прочистување на политичката сцена, ќе се факторизира левица во парламентот, веќе и со пратеничка група, така да она што го демонстриравме во изминатите 20 години, во изминатиот мандат, очекуваме сега да се дуплира. Во однос на постулатите на левица, апсолутно ние кажавме ние дека нема да учествуваме во влада во која би било ДУИ и дека нема да учествуваме во влада која би донела промена на уставот. Имаме македонска платформа, со таа македонска платформа ќе преговараме со идниот мандатар. Благодарам. Повелете, Лазаревска, кои се вашите очекувања? Точно, очекувам дека граѓаните ќе не чујат, ќе ја чујат нашата програма и кога велиме дека казната од првиот круг ја прифаќаме и дека сме свесни за грешките, меѓутоа добро е да ја прочитаат и да ја слушнат програмата на Социјалдемократскиот сојуз и да знаат дека она што се нуди е реално и остварливо. Да гласаат за својата иднина, тоа се децата, бидејќи за децата на исти начин како што направивме со субвенциониран оброк за студентите, ние предвидуваме за сите ученици, исто така воведување на бесплатен оброк. Тоа морам да го кажам како просветен работник, дека предвидуваме 6000 денари ваучер за секое прво оделенче и 9000 ваучер за секој средношколец во прва година што ќе се запиши. Предвидуваме бесплатни екскурзии, запознаа Македонија, запознај го регионот и за средношколците запознаа Европа и предвидуваме за сите ученици во август ваучер од 3000 денари од државата за да може да си купат училишен прибор. Исто така, сакаме да потенцираме дека
европскиот стандард на граѓаните, европските стандарди во владење на правото ни се потребни. На нас ни е потребна европска Македонија. Дома, тука, за да можеме да ја направиме како што посакуваат младите. Тие одат во Европа, не одат на исток и така натаму. Многу е важно да излезете масовно и да гласате за бројот 1 и за претседателскиот кандидат, меѓутоа и за листата 1, затоа што силен СДСМ во собранието е потребен за да може да се направи баланс на оние деструктивни структури кои што ги знаеме се продолжители на Груевски, кои кога би се зацврстели како десничарска партија би владеле на сосема ист начин, би ја вратиле државата 20 години назад. Затоа ги повикувам сите граѓани, ги повикувам моите охриѓани масовно да излезат и да гласаат за 1 претседателскиот кандидат Стево Пендаровски и 1 листата на Социјалдемократскиот сојуз. Ви благодарам. Благодарам. Повелите, Петковска. Очекувањата се дека победува оној во кого народот има најголема доверба, оној кому луѓето му се на прво место, оној кој што во минатото се покажал со конкретни дела за конкретни проекти. Видовме на првиот круг од претседателските избори дека македонскиот народ е многу мудар, дека знае да награди, но знае и дебело да казни. Така да сигурна сум дека ќе имаме над 200.000 гласови и секако 61 пратеник во собранието, затоа што, како што кажав, итно се потребни промени, затоа што никогаш не било полошо, а последиците од погубните политики на владачката гарнитура во изминатиот период, за жал ги почувствувавме буквално сите. Мојата порака до граѓаните е успеавме затоа што верувавме и затоа што ја имавме вашата поддршка и од срце ви благодарам за тоа. Пред нас имаме уште само една обврска, а тоа е на денот на гласањето, пред да го заокружите бројот на гласачкото ливче, да си го поставите едноставното прашање дали сте живееле подобро и дали ви се потребни промени, а промените се во ваши раце и тие значат заокружување на бројот 2 пати 2. Ви благодарам многу на трите за издвоеното време. Искрено ви посакувам многу успеси на престојните избори. Ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Имајте среќни великденски празници. Довидување. Благодарам.